Рекет е филм под режија на актуелната власт, па Бојан Јовановски да остане зад решетки, а Катица Јанева да е дома, е само уште едно од низата сценарија со единствена и јасна цел – да се забошоти случајот Рекет, па да се успее во обидот да се затскријат вмешаните владини функционери, вели новинарот Саше Димовски, кој долго време ги следи судските процеси. Според него, планот е вината на сите да падне на еден, па Боки 13 за Рекет да одговара сам, а сите вмешани да можат да се вадат оти тој делувал индивидуално, а тие ништо не знаеле. Уште едно сценарио на сегашната власт од самиот почеток за да го забошоти случајот и сега ги имаме ситуација. Катица Јанева да се појавува или не од домашен притвор на судењата, да ги одолговлекува или да ги скрати со тоа што ќе ја признае вината. И овде ќе имаме многу кратко судење на кое нема да ја разбереме суштината, а власта за да ги затскрие своите функционери кои се вмешани понатаму во другите постапки на Рекет, да ја префрла целата вина на Боки 13 и сите да се вадат дека наводно тој ги измамила, тие ништо не знаеле, затоа и е разделен вака предметот. Новинарот Димовски не верува дека ќе има дополнителни проширувања на случајот Рекет, кои би можеле Јовановски, освен како обвинет, да го стават во улога и на сведок. Во овој дел ние во Рекет 2 веќе имаме подпредседател на собранието, висок функционер на СДСМ, но не верувам дека понатаму ќе оди во делот на политичките личности, не верувам дека друг функционер ќе биде и затоа нив им е поентата. Боки да го стават како виновник во целата приказна. Сашо Ордановски, пак новинар кој претходно работеше во Еден ТВ, има сосема спротиставен став на Димовски. Тој во својата колумна вели оти целиот државен апарат се ставил на услуга на Јордан Камчев со цел власта пред меѓународната заедница да докаже дека правната држава профункционирала. Но упати и молба да се обезбедуваат архивите на обвинителството, за да не исчезне записот од сведочењето на Јанева пред да биде уапсена. Ги молам оние кои се задолжени за чување на архивите во обвинителството да се погрижат за тоа миракулно да не исчезне 4-часовното сведочење на господја Јанева во присуство и на адвокатот Стефан Павлевски, дадено пред обвинителите дента пред да биде уапсена. Ке ни треба тој запис за еден ден кога ќе се прави реконструкција на целиот овој скандал, да сватиме зошто всушност е направена целата оваа операција и кој каква улога играл во неа, бидејќи не верувам дека тој богат исказ на обвинетата Катица ќе го чуеме и во судницата. Во тој записник занимливо, единствениот кој не протече во би требало да ги има одговорите на многу дилеми за хаваријата што го снајде СЈО, а се заканува да проголта многумина кои се надеваат дека ќе се спасат и пред да почне судењето. Иако не делат исто мислење, и Димовски и Ордановски тврдат дека има обиди некој нешто да затскрие.